Денеска славиме 8 март, празник кој означува рамноправност на мажите и жените. Во минатото управувањето возило беше машка работа, но од поодамна не е така, возат и мажите и жените. Каква е рамноправноста во сообраќајот? Па ние во сообраќајот не ги делиме учесниците во сообраќај на мажи и жени, туку на внимателни и невнимателни, на добри и лоши, на послушни и непослушни, значи таа е категоризацијата. Се согласувам со тебе дека во минатото жените помалку учествуваа во сообраќајот, но денешното време, брзото време, обврските, мајчинството и сето она што го носи денот, жените ги прави рамноправни со мажите првин, а потоа и учеството во сообраќајот. Некаде можеме да кажеме денеска дека околу 50-50% е односот на учесници во сообраќај меѓу мажите и жените. Зошто се жените повнимателни во сообраќајот? Па статистиката покажува дека жените се многу повнимателни возачи од мажите. Например, трите најзагрозувачки, животно загрозувачки, најголеми прекршоци во сообраќајот: возење под дејство на алкохол, енормно прекорачена брзина и непочитување на правилата и прописите и сообраќајната сигнализација во случај од поминување на црвено, на семафор и останатите работи, покажува статистички дека многу мал процент на жени возат под дејство на алкохол, возат пребрзо или пак не ги почитуваат правилата и прописите наспроти мажите. Тоа особено се гледа во статистиката на Светската здравствена организација, каде што од вкупниот број на сообраќајки од оваков тип 77% учествуваат мажите, а многу малку жените. И само ќе кажам на крај, и младите момчиња, кога ќе ги земете да ги упарирате во однос на младите девојки кои туку што земале возачка дозвола, огромна е разликата во бројот на прекршоци. Повторно ќе кажам, момчињата многу побрзо возат и многу помалку ги почитуваат правилата и прописите. Имате ли некои податоци генерално какви возачи се мажите, а какви жените? Па јас реков од прилика ние со статистика не се занимаваме, но факт е дека статистичките податоци покажуваат дека мажите околу 80% од вкупниот број на сообраќајни инциденти и прекршоци, значи под инциденти и прекршоци велам и започинати, и повредени, и нели прекршоци, се за жал во корист на мажите, бидејќи жените се многу повнимателни. Ако се земе природата на жената, таа е и мајка, таа е и сопруга, тие многу повеќе внимаваат. Повторно ќе кажам, многу малку можете да сретнете енормно прекорачување на брзина на движење во град или вон град да управува жена наспроти мажите кои нели секогаш традиционалното возат побрзо или возат под дејство на алкохол. Постојано правите кампањи за безбедност во сообраќајот, едно од нив е и кампањата за носење појас. Имате ли некоја статистика во однос на тоа кој повеќе го почитува ова правило? За појасите нашата кампања започнува во четврток и тогаш ќе имаме подетални информации, но статистиката покажува дека жените повеќе користат појас одошто мажите. Повторно ќе кажам, не можам да ги кажам прецизни бројките, но се укажува дека жените се многу по-дисциплинирани, многу повнимателни управувачи на моторно возило или учесници во сообраќај во однос на мажите. Ваша порака за 8 март? Па возете одговорно, возете женски и внимавајте, бидејќи било каков инцидент никогаш нема да може да надомести загуба на мајка, сестра, пријателка. Возете одговорно и возете женски. Ви благодарам.